Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во Прилеп прв информативен ден за новиот оперативен план за вработување. Земјоделците трпат штети, водостопанство нема решение за дефектот на левата падина од Прилепскиот хидросистем. Покрената иницијатива за заштита на загрозениот вид пеперутка македонска сивка, која живее единствено кај Плетвар. Вечерва изложба, а утре започнува македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Времето денеска нестабилно со дожд и грмежи. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Во големата сала на општина Прилеп денеска се одржа првиот информативен ден и презентација на оперативниот план на владата за вработување за 2025 година. Пред голем број заинтересирани граѓани, представници на бизнис коморите, младински организации и здруженија на занаетчии беа представени мерките и активностите од планот со кои што се предвидуваат 40 милиони евра за поддршка на вработливоста и за поттикнување на развојот на стопанството. Оперативниот план е рекорден, некаде околу 2,5 милиарди денари висина или околу 40 милиони евра, што значи 7,5 милиони евра повеќе од претходните оперативни планови за вработување. Со овој план ќе бидат опфатени 16.500 лица, од кои што голем број ќе бидат вработени во Република Македонија и претежно млади луѓе, бидејќи целта на оперативниот план е да се даде шанса на младите луѓе и да се намали одливот на млади работен кадар од Република Македонија. Оперативниот план за активни политики и мерки за вработување за 2025 година е еден од најзначајните документи кои што го имплементира Агенцијата за вработување и тој ги изразува нашите заложби за поттикнување на вработеноста, за намалување на невработеноста и за создавање на одржливи работни места. Агенцијата за поддршка на претприемништво директно е вклучена во реализација на дел од активностите на оперативниот план и тоа во поддршката за самовработување преку ваучерскиот систем на советници кој што ги има Агенцијата за поддршка на претприемништво. Исто така од оваа година за прв пат агенцијата си ја зема обврската да ги земе и обуките за претприемништво како и менторството. На што најмногу ќе обрнете внимание во какви области?
на сите три мерки, обуките се веќе дефинирани, тоа се обука за предприемачи. Секој што сака да основа свој бизнис мора прво да помине дводневна обука за предприемништво. Земјоделците трпат штети, водостопанство нема решение за дефектот на левата падина од Прилепскиот хидросистем. Револтирани, производителите бараат час поскоро дефектот да биде саниран и апелираат веднаш надлежното министерство да реагира. Истиот дефект беше и лани. 10 дена немаше вода, 2 пати сменуваја цевка. Првиот пат што наместија цевката пукна, вториот пат некако успеја сработија работата, имаше вода. Годинава го имаме истиот проблем. Луѓето овде сите работат за да извадат некој динар. За фамилијата да си ја прехранат, некој појче, некој помалку, ама работата е да се работи и да се допринесува фамилијата. Замолувам министерот да води рачун малце, да се обрати до водостопанско поле, прибедејќи јас имам договор направено и уплатено. Значи претходно имам платено, а вода нема. А последиците ќе бидат многу големи. И због тоа ве молиме да реагират и вие за да дојдеме до вода. Да насадиме останатиот дел што нема. И тива што се мачиме ние под течам јас ондеки од Сабајле и водичка да нема капка вода да нема. И сето се суши така. Значи, ова се случило со водата, катастрофа е. Ако во случај, мисля дека примет имало дефект, требаше да не ни прави договор, да ни каже унапред, па не си бареме друго чаре, веќаш. Институтот за комуникацијски студии покренува петиција за вклучување на македонската сивка, пеперутка, за да се спречи нејзино исчезнување поради нелегална меѓународна трговија. Институтот за комуникацијски студии покренува петиција за вклучување на македонската сивка во Анекс 1 на Конвенцијата САјЦ за да се спречи нејзино исчезнување поради нелегална меѓународна трговија. Овој критично загрозен и ендемски вид пеперутка живее само во врвничките предели кај превојот Плетвар, со хабитат помалку од 10 км квадратни, таа е изложена на висок ризик од исчезнување, особено поттикнато од побарувачката од колекционери на инсекти. Институтот за комуникацијски студии и германската организација Pro Wildlife упатија писмо до македонските институции со барање Македонија формално да поднесе предлог до САјЦ најдоцна до 27 јуни пред конференцијата на страните што ќе се одржи во Самарктат од 25 ноември до 5 декември 2025. Вклучувањето на овој вид на Анекс 1 на Конвенцијата ќе овозможи забрана за меѓународна трговија, поддршка за национални и гранични контроли, подигнување на свеста за заштита на видот на глобално ниво. Ден пред почетокот на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински вечерва од 19 часот и 30 минути во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп ќе биде отворена изложбата на фотографии 75 за 75. Автор на проектот е Каролина Мицеска. Ќе бидат изложени 75 фотографии на канвас со представи што оставиле белег во децениското постоење на театарот Војдан Чернодрински. А со представата 12 во режија на Синиша Ефтимов во продукција на Македонскиот народен театар од Скопје. Утре вечер ќе бидат отворени 59-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Отварањето ќе биде во 20 часот на сцената на Центарот за култура Марко Цепенков. 12 е дел од официјалната селекција на фестивалот. Пред изведбата, утре вечер ќе бидат врачени наградите за животно дело на актерите Снежана Коневска-Руси, Гоце Тодоровски и Соња Михајлова. За програмата на 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински се селектирани 9 представи во официјална и 5 во независна програма. Фестивалот се одржува под мотото "Смеј се и осмели се". Временска прогноза. Времето денеска топло предпладне, но нестабилно со дожд и грмежи попладне.
Под влијание на влажна и топла воздушна маса од југ, до недела времето ќе биде многу топло. Денеска и утре во попладневните часови ќе има развој на нестабилна облачност со локален пороен дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со засилен ветер и појава на град. Изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи ќе има и во сабота. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.